Почитувани, во ова неделно интервју на Слободна Европа разговараме со председателот Стево Пендаровски. Добар ден, председателе. Добар ден. Председателе, вие како Стево Пендаровски, како граѓанин, бевте еден од оние што дава поддршка на специјалното јавно обвинителство преку шарената револуција. Како сега од позиција на председател гледате на овие случувања околу специјалната јавна обвинителка Катица Јанева? Па гледам слично денес, како што гледав и пред неколку години, кога заедно со многу други граѓани дававме поддршка на таа институција. И мислам дека во изминативе денови од кога излезе оваа, морам да признам, непријатна афера или случај поврзан со специјалното јавно обвинителство, мислам дека тука генерално јавноста, па и многу луѓе кои беа активни во тој период, кога го браневме или го поддржувавме СЈО, не ја направија таа разлика, а би требало да ја прават. Значи, институцијата СЈО беше клучната институција, освен Преспанскиот договор, која ни ги отвори вратите и на НАТО и на Европската унија. Тоа би го тврдам одговорно затоа што бев преговараш во името на нашата земја во однос на НАТО интеграциите и знам дека најголемите позитивни коментари од сите реформи кои во изминативе 2-3 години ги направивме беа на сметка на СЈО, на тоа што СЈО го направи. Значи, една работа е работата на институцијата СЈО до овој момент и постапките кои ги воделе различни обвинители, се разбира не само Катица Јанева. Сосема друга работа е овој последниот случај кој јас ургирам и од оваа позиција, како год да се свати, до надлежните органи да ја процесираат што побрзо и што подлабоко, за да не остави ни најмала дамка на работата на институцијата како таква. Значи, да заклучам, СЈО беше и тоа како потребен во време кога ги правевме демократските промени, СЈО во некаков облик, во некој дел од системот на целото редовно јавно обвинителство е и тоа како потребен и во наредниот период да ги процесуира криминалите не само на оние порано што биле на власт, туку и на нас што сме денеска на власт. Меѓутоа, индивидуалните постапки, евентуално спротивно на законот, не треба да ја деградираат или не дај Боже да ја поништуваат целокупната работа на институцијата СЈО како таква. Но има ли чаре од ситуација на голема надеж, сега ситуација на големо разочарување, има ли излез од тоа? Јас сум еден од оние кои ги дели тие емоции. Со многу наши граѓани кои во тој период беа здушно 100% зад СЈО. И јас сум разочаран од ова што го слушам последниве денови. Меѓутоа, повторно велам, инсистирам надлежните органи брзо да ја процесираат целата работа, без задршки, без обрнување на евентуалните политички притисоци, ако ги има, да истера до крај работата. Тоа е битно имено за СЈО како институција и имено за демократските реформи кои и престојат на нашата земја. Ја спомнавте битноста на СЈО за Европската унија и за НАТО, но имате ли, која е вашата перцепција? Ќе добиеме ли датум за преговори во октомври? Моите први две посети надвор, од кога стапив на функцијата, беа во Брисел, каде што имав средби со највисоките функционери на досегашната Европска комисија и Европскиот совет, и потоа на Берлин, каде што имав средби со највисоките германски представници, вклучително и Штајнмајер, германскиот председател. Од најрелевантни места добив уверувања дека прво одлагањето во Германија е од чисто технички причини и дека политички причини не се во позадината, како што имаше шпекулации и кај нас и во дел од меѓународниот печат, односно медиуми. Исто така, информациите кои до овој момент ги имам е дека во моментов не постои ниту една европска држава, повторам, ниту една земја членка на ЕУ, ниту една европска влада која има став дека Северна Македонија не треба да почне со преговори до крајот на годината. Од дипломатски извори се наведува дека е можна варијанта на условен датум за преговори. Имате ли таква информација? Не. Нема таква варијанта. Ова што се случи сега, наместо во јуни, како што самите тие од Европа ни ветија минатата година на Софискиот самит, одложување, ова што се случи одложување од технички причини, не би сакал да зборувам за ново одложување од технички причини, меѓутоа само такво нешто е можно во правна и политичка смисла, не и одложен датум. Кога сме кај ентузијазмот, како стоиме со Бугарија? Вие искажавте една блискост со бугарскиот премиер Бојко Борисов, пред тоа изјавивте дека Гоце Делчев се декларирал како бугарин кој се борел за независна самостојна Македонија. Нели на некој начин
оваа изјава не е подривање на преговарачката позиција на македонскиот тим во рамките на мешовитата комисија со Бугарија? Не е, туку напротив е засилување на преговарачката позиција од страна на еден од политичките фактори во нашата земја. Македонската јавност треба да знае дека комисијата од историчари составена меѓу Македонија и Бугарија западна во ќорсокак. Значи, практично дојде до ситуација, дојде до период 19-20 век, во кој бугарската страна инсистираше, по моје убедување од политички мотиви, се што се случувало во тој период да биде припишано само на бугарската историја и сите тие дејци, сите револуционери и сите настани да бидат дефинирани како исклучиво бугарски. Јас после една долга серија консултации кои ги имав со академиците во нашата академија, со членовите на нашата комисија, со истакнати интелектуалци и професори по историја на наша страна, од нашава држава, заклучив дека е потребен извесен политички ветер во грб на нашата страна од комисијата и една политичка рамка, да речем, не конечно или целосно решение, туку една политичка рамка во која идните разговори во рамки на таа комисија евентуално може да се одвиваат. Во спротивно, добивавме чиста блокада. Чи прашање беше на време кога до крајот на годината, освен она што го имавме со години, од Атина ќе добиевме чиста блокада кон ЕУ од Софија. Во овој момент, комисијата имаше средба во Скопје, последна средба, која не беше продуктивна. Има закажано следна средба во септември. Во меѓувреме тие меѓу себе членовите на комисијата имаат интензивна комуникација, циркулираат материјали во двете насоки во смисла да се најде некакво заедничко стојалиште за тие работи и да дојдеме до она што е примарната цел на таа комисија, да зборуваме за личности, не за сите, и да зборуваме за настани, не за сите настани во тие 2 века кои се споделени, че не се само македонски, не се само бугарски, бидејќи целта е, повторувам, да видиме каде имаме споделена историја. Не да биде таа комплетно бугарска историја и ние од оваа страна само да подпишеме таква работа, бидејќи тоа не е целта на комисијата и што е поважно, тоа не е историски факт. Ќе стане ли Македонија членка на НАТО до крајот на оваа година? По сите проценки што се прават и според темпото на ратификација на протоколот за пристапување, ние сме многу блиску до 4 декември, тој датум кој самите го зацртавме заедно со нашите пријатели во Алијансата, кога е закажан самитот на НАТО во Лондон, кога на 70 годишнината од Алијансата очекуваме да станеме 30 земја членка на таа организација. До сега имаме 21 ратификација и исклучително е битно што освен непосредните соседи, прва беше Грција, што освен непосредните соседи, Турција го ратификуваше пристапниот протокол, бидејќи имаше различни шпекулации во таа насока. Турците покажаа дека се наши искрени пријатели и едни од најголемите поддржувачи во Алијансата. Од американскиот сенат доаѓаат исклучително позитивни вести, дека практично тамо нема отпор кон проширувањето на НАТО со Северна Македонија. И според најавите од САД, од Вашингтон, веројатно или до крајот на август или максимум до крајот на септември треба да имаме ратификација и од САД. Сите други ратификации се од чиста техничка и протоколарна природа, значи очекуваме дека тие преостанати 8 ратификации ќе бидат во есен или доцна есен за да стигнеме до 4 декември. Условно речено, да се вратиме на домашни теми, помирувањето беше ваш приоритет во инаугуративниот говор. Докаде е тој процес? Да бидеме искрени, тоа е моја стара заложба и пред да бидам избран за председател. Меѓутоа, тоа е процес кој многу држави во светот се обиделе да го направат, не успеале, затоа што е долг, тежок, мачен и во него задолжително мора да учествуваат многу политички субјекти, особено и други општествени чинители, но особено битните или релевантните. Во држава како што е Македонија, која е многу комплексна од различни причини, и во етничка, и во културолошка, во цивилизацијска, во јазична смисла, но и во политичка смисла, каде разликите се толку длабоки, особено продлабочени изминатава деценија, навистина е тешко да очекуваме дека само една изјава и само еден говор, па на било кој, па еве и на председателот на државата, може да направи промени преку ноќ. Јас се обидов и до овој момент мислам дека одам добро во таа насока, да ги соберам сите политички чинители тука, кај мен или јас да отидам кај нив и да се договориме околу неколку базични работи. Се видовте ли со Мицковски, со лидерот на ВМРО? Тоа сакам да го кажам, значи се видов и со албанската опозиција и со албанските партии на власт. Се видов со македонските партии на власт, се видов со партиите на етничките малцинства, односно други етнички заедници кои не се мнозински. Повторувам, дури и оние
политички партии кои не гласаа за мене на последните претседателски избори, што не успеав до сега да направам средба со господинот Мицковски со образложение дека сега не е моментот. Имаш изјави од таа страна дека вие процесот на помирување го разбирате како амнестија на Зоран Заев и неговите луѓе. Јас и тогаш во тие разговори кои ги имавме во одредени форуми, неформални, јас го пренесов мојот став и не ми е тешко воопшто да го кажам тоа и сега и јавно, дека ако е тоа проблем, јас се сомневам дека е тоа причината, дека јас за помирувањето гледам амнестија за Заев и неговите, ако е тоа потребно, јас можам и јавно да кажам дека немам никаква намера и денес и во следните 5 години да го амнестирам Зоран Заев ако направил криминал. И било кого од неговите блиски соработници во партијата или во владата, ако направиле криминал. Тоа можам да го кажам и да се држам до тоа до крајот на мандатот. Вие и премиерот велевте дека сте ја разбрале пораката и потоа беше најавена така наречената метла. Дали сте задоволен од реконструкцијата на владата и од останатите промени? Јас во тој период бев само дел од екзекутивата. Значи не бев човек кој поставуваше луѓе и кој не беше задоволен или задоволен или кој менуваше луѓе во таа работа. Тоа беше повеќе работа на и е работа на премиерот. И од таа позиција тогаш не бев повикан да кажам кој треба да биде изметен, иако одредено незадоволство од работата на функционерите од првиот до последниот ешалон се чувствуваше, не само кај мене, туку и кај дел од луѓето кои гласа за оваа политичка структура на власт. И сега уште помалку ми е дозволено од позиција на претседател да кажам дали е добра, мала, голема, битна, небитна, суштинска, несуштинска реконструкцијата на владата или на подолните владини ешалони. Она што го прави премиерот Заев во таа насока ќе биде квалификувано од граѓаните на следните избори и мислам дека е најдобро да го почекаме нивниот суд. Опозицијата исто така обвинува дека директорот Муслиу прави чистка во Агенцијата за разузнување и дека деградирал професионални кадри. Имаат ли основ таквите обвинувања и дали нешто преземате на тој чекор ако има? Нема основ во таквите обвинувања, како што немаше основ и во првичните обвинувања против истиот човек, истиот директор од страна на Дуј, ако паметите на самиот почеток од неговиот мандат. Со нив таа работа ја расчистивме во непосреден диалог. Видовме дека за нивните обвинувања или сомнежи дека нешто е можеби направено спротивно на закон, нема ништо. Во однос на овие последни обвинувања од главната опозициона партија, повторно велам дека нема ништо. Извршени се неколку десетина унапредувања и уназадувања на некои луѓе во Агенцијата за разузнавање, тоа е факт. Меѓутоа, оние што се уназадени се припадници на структурата во безбедносните сили која со години работеше против Македонија и која работеше против нашето асоцирање во НАТО. Стана збор само за тие луѓе. Она што сакам исто така да го нагласам, инаку не би го кажувал, кога не би бил прозван на ваков начин од главната опозициона партија, при овие последни унапредувања повторувам, не уназадување, во агенцијата, унапредени се и неколку членови на ВМРО ДПМН, кои се одлични оперативци и кои во изминативе десетина години беа имено маргинализирани од оваа група претходна која ја споменав, која наводно беше блиска со ВМРО ДПМН, а фактички беше блиска со други центри на моќ и не работеше за македонските интереси. Како, господине председателе, да го спасиме Охрид? И не само Охрид, и добар дел од Македонија е загрозен од урбаната мафија. Што вие како председател можете? Јас имав конкретно за овој случај, некои ќе речат јас немам никакви надлежности во тоа, меѓутоа не е точно. Охрид како проблем кој се појавува во последно време може да биде голем камен на сопнување за нашите евроатлантски интеграции исто така. Што таму постои една значајна област која се нарекува заштита на човековата околина и таа станува се поважно и поважно поглавје при преговорите на секоја земја членка, односно земја кандидат која сака да биде членка. Јас се видов со надлежните во владата и луѓето кои беа на заседанието последно на УНЕСКО. На УНЕСКО тие ме информира она што тие го знаат, информациите со кои тие располагаат. Меѓутоа, за да бидам доследен, да ја чујам целокупната вистина и да не дозволам разни шпекулации, дека можеби владините представници ја разубавуваат состојбата или не ја прикажуваат таква каква што е во реалноста, јас овие денови веќе имам серија средби и со така наречени независни експерти и луѓе кои воопшто не се поврзани со владата на Северна Македонија и домашни и меѓународни експерти и мислам дека многу брзо ќе имам целосна слика за тоа, бидејќи и на моите меѓународни посети надвор, моите соговорници ме прашуваа што се случува со балканскиот бисер, бидејќи Охрид е познат и признат многу подалеку од нашите граници. Председателе, ви благодарам за разговорот. Благодарам.
Почитувани го следевте неделното интервју на Слободна Европа со претседателот на Северна Македонија Стево Пендаровски.